Драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружиме со буквите од нашата азбука, големите и малите. Нашата цел е да ги употребиме сите досега изучени букви од нашата азбука во конкретни ситуации, односно во говорните игрички кои што ги смислив за вас. Но најпрво да ја слушнеме песничката Музички буква, која што сите веќе имате слушнато. А е за авион, авион, Б е за балон, В е за верверичка, верверичка, Г е за гитара, Д е за дестелинка, Г е за гезре, Е за еже, Ж е за жаба, З е за зајко, Д е за дзонче, дзонче, И е за игра, Ј е за јаболко, К е за груша, Л е за лижавче, Ј е за љубов, М е за мама, Н за носе, Њ нема злоче. О е за октопод, Ф е за плажа, Р е за риба, С е за сонце, Т е за топка, Ć е за ќофте, У е за уво, Ф за фустан, Х за хеликоптер, Ц е за црв, Ч е за чадор, Ч е за джип, Ш е за штрк. Така, си поигравме, си попејавме, се расположивме, а сега да одговориме на прашањето. Колку букви има во нашата азбука? 31. И сега подгответе ги вашите тетрадки по македонски јазик, онија со линиите. Едно остро моливче и од комплетот боички ќе ви биде потребна жолтата боичка. Сопрете го видеото и подгответе се секогаш кога ќе треба да направите некое задолжение. Слободно стиснете на она долгото копче од тастатурата и кога ќе бидете подготвени, продолжете. Повторно стиснете го истото. Во вашите тетрадки горе во празниот простор нацртете најпрво 6 кругчиња, 5 празни и едно жолто обоено кругче. А во првиот ред веднаш под празните кругчиња ќе треба да го напишете одговорот на задолжението кое што следува сега. За која буква во песничката немаше зборче? Запишете ја во првиот ред во тетрадката. Сопри и запиши. Тоа беше буквата Њ. Односно, во вашите тетрадки тоа би изгледало вака. А сега продолжуваме на нашата втора активност, графичките елементи од кои се составени буквите. Дечиња, знаеме дека секоја буква ја пишуваме со помош на линии. Оние линиите прави, криви, отворени, затворени. Ајде да се подсетиме на некој од нив. Например, буквата Т е составена од два графички елементи, односно две линии, исправена и легната. Буквата Б од 3 исправена линија, легната линија и една крива линија како меше. 3 графички елементи. Во следниот ред под буквата Њ треба да го пишувате задолжението ваше сега. Замислувајќи си ги буквите во главчето, и малите и големите. Секако можеш и азбука пред тебе да имаш и запиши колку што можеш повеќе елементи во овој ред. Внимавај да не повториш два пати еден ист елемент, односно линија, бидејќи многу букви се пишуваат со истите елементи, но различно поставени. Сопри го видеото, почни, а потоа провери. Ајде да видиме на колку елементи успеавте да се присетите. Мојот ред, односно моето решение, изгледа вака. Проверете го вашето решение, сопрете го видеото и во првото празно кругче горе ставете еден од овие символчиња.
првиот символ, доколку одговоривте самостојно. Прашалник, доколку ви беше потребна мала помош од некого. И доколку работевте со голема помош, ставете го овој знак и веднаш потоа продолжете на втората игра, која што се вика погоди ја буквата, односно игра со асоцијации. Ученици, јас ќе објаснувам една замислена буква. Вие ќе треба да погодите за која буква станува збор и секако да ја запишете во следниот ред од вашата тетрадка. Еве овде, значи на некое дадено растојание. Слушајте внимателно кога ја објаснувам буквата, после секој објаснување сопрете го видеото на долгото копче од тастатурата и дори потоа поминете на следната асоцијација, односно погодување на следната буква. Прва буква. 3 линии имам јас, една права од озгора до доле и една пократка легната горе. Со меше сум од десната страна и без мене бананата би била анана. За која буква станува збор? Запиши. Втора асоцијација. Една права исправена и една крива за неа горе залепена. Она мешето од претходната буква. Без мене рибата би била иба. Запишете и оваа буква и поминете на третата. Роднина сум на триаголник 1. 2 коси линии имам јас и една што постојано легната спие. Која буква сум јас? Погодете, дечиња, вие. Запишете ја и поминете на четвртата буква. Мислам дека задача сум лесна. Ако бројот 8 го поделиш на пола, јас сум неговата половина десна. И на крај запишете последната, петата буква, која што гласи: многу ми намислат дека јас сум број, но тоа многу ме лути. Зошто пак нулата никогаш не е буква? Запиши ја буквата и оваа и потоа помини на проверка да видиме за кои букви стануваше збор. Прво беше буквата Б, следуваше Р, а потоа буквата А како автомобил, В како велосипед и на крај О, октопод. Или тоа во вашиот ред би требало да изгледа вака, доколку твојот ред изгледа вака, отлично. Во спротивно пронајди каде си погрешил и задолжително поправи, бидејќи ова ќе ти треба во една од следните активности. И поминуваме, пред да поминеме на друга игричка, внеси еден од овие знаците, исто за самостојно, со мала помош или со голема помош, и помини на следната игричка, која што се вика откри го на трапникот, за која сликичка, односно нејзина почетна буква, нема пар. Во овој ред ги пишувате буквите што ќе ги откриете, 3 букви треба да откриете во следните игрички, како например, еве првата буква што треба да откриете. На позадината има 5 слики. Погледни ги сликите. Размисли која е нивната почетна буква. Кога ќе откриеш 2 слики кои започнуваат на иста буква, поврзи ги, формирале пар. Запиши ја во тетрадката почетната буква на таа слика што нема пар, па потоа помени на следната. Ајде да си помогнеме за првата слика. Деца на Д започнуваат и друга слика што започнува на Д е дрвото. Пар. Авион А, друго што започнува на ананас. Ежето остана без својот пар, неговата почетна буква е, запиши ја во тетрадката и потоа помини на следната позадина. Од кога ќе откриеш, ќе поминеш и на третата. Открите за која буква нема овде пар и запишете ја, и потоа дури продолжете на следната слика, која е оваја. Ајде да провериме. За првата рековме дека за ежето нема буквата Е. За втората столче, слон. Маче М, мајмун М. За топката, односно друго нешто што започнува на Т нема и затоа се запишувате буквата Т. И на крајот за елката, односно за Е нема пар. Или
Тоа во вашите тетрадки би требало да изгледа вака. Ставете во следното празно кругче еден од символчињата и продолжете на игричката која што се вика редење. Односно, на која буква започнува зборот. Самиот збор редење, еве овде ќе пишувате во следниот ред, самиот збор редење ни кажува дека мора да ги наредиме буквите, не смееме да прескокнуваме. Овде гледате 6 слики, значи треба да откриете поред 6 букви. На која буква започнува секоја од вака наредените сликички, вие ја запишувате поред во вашата тетрадка и потоа го проверувате решението. Запрете, размислете и почнете. Еве за првата сликичка, например, воз, започнува на буквата В и затоа треба вие да ја запишете како прва буквата В. Запри и продолжи да ја работиш задачата и сега да провериме доколку овие букви си ги запишал редоследно, односно доколку твојот ред во тетрадката изгледа вака. Браво! Стави еден од символчињата за оценување и помини на последната игричка редење. Редење, исто како и претходната игра, меѓутоа не е иста. Сега треба да откриеме на која буква завршува зборот. Тука пишувате задолжението, го решавате. Редење на 4 букви. Дошт, маче, тротинет, шише. Значи, размисли на која буква завршува зборот и потоа запиши ја во вашата тетрадка. Еве за почеток на првата слика е дожд, значи завршува на Д, ја запишувате буквата Д и продолжувате да ги откриете крајните букви на следните 3 слики. И потоа провери доколку си ги запишал овие 4 букви или доколку твојот ред во тетрадката изгледа вака. Браво! Стави еден од следните символчиња и потоа помини на друга активност. Ученици, забележувате дека истовремено со вас работев и јас, но едно нешто се разликува кај мене на овој лист, а тоа е ова овде. Како го добив? Секој ред го претворив во спорче. Првиот ред добив едно спорче, оставив празно место, па ги препишав буквите од вториот ред, добив второ спорче и се така до четвртиот ред. Обидете се самостојно или викнете помош од возрасен да ви прочита што пишува овде. Тоа е пораката за вас од овој час. Тука е и крајот на денешниот час, говорна игра со букви. Ученици, забележавте ли во кои игри со букви сте успешни? Откривте ли што се уште треба да вежбате? Како се чувствувавте на овој час? Во последното обоено жолто кругче ставете еден од овие емотикончиња за да одговорите на прашањето како се чувствувавте на овој час. И предлог игра за дома, цртежот на твоето име. Цртежот треба да се состои од онолку елементи колку што букви има во вашето именце. За секоја буква нацртете сликичка, односно објект, кој што започнува на таа буква. Обиди се да добиеш интересна слика. Јас се обидов да нацртам интересна слика за моето име и го добив еве ова. Зорица. З. Нацртав зајко. О. Облаче кое што нешто се смешка. Р. Рекичка. И индијанец, кој што сака да ја помине реката и зајкото најверојатно се плаши од него. Ц. Цвеќе за да ја разубави природата. И А. Авион. Тоа беше се за овој час. До видување, до следното видување.